Драги браќи и сестри, добро утро. Се радувам што и ова утро може да бидеме овде соберени. А за тоа што ние сме овде соберени, можеме само единствено на Бог да му благодариме и да му дадеме слава и чест. Може би сте гледале сега на овие спортски надпревари кога дават и некои кои веруват, кои се благодарни, му дават слава на Бог, ќе дигнат раката горе и му дават слава на Бог за неговиот успех, за тоа што достигнале до тој степен. Така и ние како христијани можеме да му отдадеме слава на Бога, кога ќе кажеме слава ти Господи, бидејќи ти заслужуваш и ти си тој кој единствено ни даваш тоа што ни е потребно. И затоа нека е слава на Бог. Пред да почнеме, сакам да ви пренесам поздравите, за да не заборавам. Минатата недела бев во Струмица и во Велјуса и оттаму ви праќаат поздрави. Сабале, кога станав, бидејќи станувам рано и читам и се припремам се уште, и застанав на прозореците и гледам, тоа во градовите нема да го видите, тие не можат тоа да го доживеат, а нити можат да си го замислат. Гледам како, може малку интересно, ама ќе го поврзам после тоа и со самата проповед, како петелот се спремаше и одеднаш се искачи на највисокото и почна да пее. И може би пееше 10 пати. Зошто тоа го прави? Зошто не пееше доле на ниското, а се качи на високото и оттаму почна да пее? И сум слушал дека, или сум читал дека ако петелот не може да се исправи главата нагоре, не може да пее. Тоа е за да може посилно неговиот глас да стигне до подалеку, да се слуша надалеку. И затоа се качуваат на високо, сигурно сте гледале, и оттаму почнуваат да пеат. А ќе видиме тоа што и значење има. Но сега ќе ја започнеме оваа служба, да го славиме нашиот Господ со песната број 14, те прославуваме Боже величествен. Песната број 14 ќе испееме. Amen.
Ќе го прочитаме Псалм број 15. Псалм број 15. Господи, кој може да престојува во Твоето живеалиште? Кој може да се всели на Твојата света гора? Оној што оди непорочно, што врши правда и во срцето свое говори вистина, кој не клевети со јазикот свој, не прави зло на ближниот свој и не го навредува ближниот свој. Во неговите очи злобникот е ништожен, а ги почитува оние што имаат страхопочит кон Господ, кој кога се колне на својот ближен не порекнува, кој не дава пари на заем за лихва и не прима подкуп против невин, кој така постапува, нема никогаш да се поколеба. Нека сега да се исправиме и да му благодариме на Бога. Татко Небесен, и ова прекрасно утро, тоа што си ни дал уште еден ден во нашиот живот, тоа што ни даваш здравје и сили да можеме да дојдеме овде, тоа што можат нашите уши да слушаат, нашите очи да гледаат, тоа што можеме да бидеме во Твоето присуство, Ти благодариме, бидејќи Ти си тој кој сето тоа ни го даваш и нека е слава на Тебе, Господе. Татко Небесен, ние живееме по Твојата волја и за Твоја слава, Ти тоа го бараш од нас и Ти ни даваш да можеме да издржуваме, да можеме да обстојуваме во овој свет, бидејќи Ти сакаш да ја слушнеш славата за Тебе од нашите усти, од нашето присуство. Господе, Те молиме и ова утро за Твојот благослов, за Твоето Слово кое Ти ни го даваш, кое го имаме пред нас запишено многу оддавна. Слово кое дава живот, Слово кое не обновува, ни дава сили, ни дава утеха, ни дава мир. Слово во кое можеме да најдеме одговори за сите наши прашања. Господе, тоа е Твојот глас. И ова утро Ти ни зборувај, Господе. Ти биди тој кој ги познаваш нашите срца и знаеш што ни е потребно. Бидејќи тоа е храна за нашите души. Бидејќи ние духовно се обновуваме и ојачуваме, за да можеме да издржеме во тие искушенија кои светот ги нуди, со тоната преку кој сака да не се оборува, да не оддалечува од Тебе. Господе, но Твоето Слово е уште посилно. Ти преку Твојот Свети Дух исполнувај не и води не и управувај со нас. Не дозволувај нашите мисли да залутат. Не дозволувај да нашите срца се блокираат. Не дозволувај да мислиме на друго, освен на тоа што Ти сакаш да ни го кажеш. Господе, Те молиме за тие кои не се овде, по оправдани причини, тие кои што се болни, утешувај ги, тие кои што имат потреби или Те бараат Тебе, охрабрувај ги, Господи, да дојдат при Тебе. Те молиме и за нашиот народ, за нашата држава и за нашите власти. Ти, Господи, не чувај и Ти не води. Те молиме во името на Исуса Христа. Амин. Како втора песна, ќе испееме песната број 181. Јас имам Спасител в небесна слава.
181 број.
Преди субови баш зборувавме дека има две верзии и затоа малку ја измешавме. Но не е тоа толку страшно. Бидете сите поздравени во Божјето име. Нека Бог да не благослови преку Неговото Слово и да ни даде тоа што ни е потребно. Бидејќи можеби ние нешто очекуваме или не знаеме што ќе зборуваме, но Бог ќе ни го даде тоа што ни треба на секој од нас. За ова утро ќе читаме од Евангелието од Лука, 19 глава, познат пример или парабола, како овде што вели, која Господ Исус Христос ја кажува. 19 глава од Евангелието од Лука, од 11 стих до 27. А оние што го слушаа ова, им кажа и една парабола, бидејќи беше близу до Ерусалим и тие мислеа дека набрзо ќе се појави Царството Божјо. Па рече: еден благородник заминуваше во далечна земја да прими царска власт за себе и потоа да се врати. Тогаш ги повика своите 10 слуги, им даде 10 мини и им рече: тргувајте со нив додека да се вратам. Но граѓаните го мразеа и испратија по него пратеници велејќи: не икеме тој да царува над нас. А кога се врати, по примањето на царската власт нареди да ги повикаат оние слуги на кои ги беше дал парите, за да види кој колку спечалил. Дојде првиот и му рече: Господаре, твојата мина заработи 10 мини. И му рече: добро, верен слуго, во мала работа беше верен, еве ти власт на 10 градови. Дојде вториот и рече: Господаре, твојата мина заработи 5 мини. А тој нему му рече: и ти биди над 5 градови. И друг дојде, велејќи: Господаре, еве ти ја твојата мина што ја чував в крпа, зашто се плашев од тебе, бидејќи си строг човек, земаш од каде што не си оставил и жнеел, каде што не си сеел. А Господарот му рече: со твојата уста ќе ти судам, лукав слуго. Ти знаеш дека сум жесток човек, земам од каде што не сум оставил и жнеам каде што не сум сеел, тогаш зошто не ги даде моите пари кај трговците, така кога ќе се вратам да си го соберам со се добивка. Па им рече на присутните: земете ја од него мината и дајте му ја на оној што има 10 мини. И му рекоа: Господаре, тој има 10 мини. Ви велам дека секому што има ќе му се придаде, а од оној што нема ќе му се одземе и она што го има. А оние мои непријатели, што не сакаат да царувам над нив, доведете ги тука и погубете ги пред мене. Јас се извинувам нешто грлото. Познат пример го има сличниот, не истиот. Сличниот го има во Евангелието од Матеј, 25 глава. Таму е малку поразлично, но сепак можат и да се надополнуват, ако добро ги разгледаме. Тоа се случуваше пред Исус да влезе во Ерусалим, пред да биде фатен, пред да биде распнат
на крстот пред да умре за овој свет. Исус во тоа време почна необично како и претходно, бидејќи пред тоа тој лекуваше, помагаше, ги хранеше луѓето, ги поучуваше, но сега во тој последен дел од неговиот живот, од неговата мисија на земјата, Исус почна да открива тајни за небесното царство, што ќе се случува, за храмот, за тоа што ќе биде предаден, тајни кои ќе се случуваат во последното време. И второ нешто, Исус почнува да зборува за тоа кои ќе бидат спасени, како луѓето ќе се спасуваат и што треба да прават. Тој го промени својот стил, почна да зборува за посериозни теми, поважни работи, отколку само да лекува и да помага на болните и на другите. И овој пример кој овде Господ Исус Христос го дава, точно се однесува баш за тоа како, кои ќе бидат тие спасени и како ќе се спасуваат луѓето. Примерот кој Исус го даде, или параболата, за тој Господар, можеме да го земеме како слика за самиот него. Бидејќи овде во Словото вели еден Господар кој требаше да оди на пат и да прими царска власт. И пред да оди Господарот да ја прими таа царска власт, ги повикува своите слуги. Овде вели 10 слуги, во другиот пример се тројца, но овде се 10 и затоа е малку различен и поинтересен овој пример. И на тие 10 слуги им даде подеднакви делови од парите или богатството кој тој им го даде. Може би за нас тоа не е толку познато колку кошта една мина или која е таа вредност на таа мина, но во некои податоци вели дека една мина има вредност на 600 грама злато. Сега колку е златото, може да пресметате, колку ќе излезе денеска во евра или во денари. 600 грама злато. И тој на сите 10 слуги им даде по 600 грама злато. Фактички тој им даде 6 кила злато, за да можат да го имат тоа богатство, но тоа богатство не им го даде на нив како подарок за нив, но им го даде и ги задолжи или ги обврза да тие тргуваат со него. Да тоа злато го употребуваат и тргуваат со него, за која ќе се врати, да тој си го земе пак одново. Не знаеме колку долго време се задржал Господарот на тие слуги. Овде Словото не ни објаснува, Исус не потенцира на времето. Тие слуги за тоа време може да прават што сакат, нели? Бидејќи Словото вели отиде надалеку, и тоа далеко во тогашно време представува многу време, бидејќи тогаш не се патуваше како денеска со коли, со авиони, со многу различни средства. Како што ќе ви кажам еден пример за мене. Мојот дедо, вие го познавате, јас бев мал, имавме коњи, 2 коња и кола. Во тогашно време тоа беше нешто добро да имаш. И тие коњи и коли
често пати, и аз како малку одев со него, знаевме и да се тркаме со нив. Има и други така коњи, посебно дедо Дончо Цеков, и често пати знаевме, бидејќи патот не беше асфалтиран, беше камен, знаевме да се тркаме со коњите, всичко летеше од колата, дедо ми често пати ми пискаше, но беше тоа единствено нешто интересно и занимација, бидејќи денеска има коли, се тркат со коли, со мотори, со разни работи, а во тогашно време беа коњите. Имавме 2 коњски сили. Некој има по една. Но што беше важното? Дедо ми често пати знаеше да ми каже: ајде со коњите и со колата да одиме за Австралија. Бидејќи имаше 2 керки таму, и често пати ми велеше: ајде да одиме јас и ти за Австралија. И јас му велам: добро, ајде ќе одиме. Ама кога ќе дојдеме до морето, што ќе правиме? Па вика: ќе ги качиме на бродот и така ќе одиме. И што мислите колку време ќе требаше ние да одиме за Австралија и дали ќе стигнавме? Тогашно време далечните патишта беа уште подалеку. Може би денеска за еден ден ќе стигнеш во Австралија, но за тогашно време требаше многу време. И така тие слуги не знаеа колку време ќе се задржи нивниот господар, може да си уживат, може да си прават што сакат, да си живеат како сакат, и после некое време можеби ќе го чекат господарот. И така господарот дојде, и гледаме овде словото вели: пак ги повика своите слуги. Значи кога дојде, тој ги повика пак своите слуги и тој бараше извештај или одговорност за тоа што правеле или што сработиле. Овде гледаме интересни работи, а тоа е кога дојде првиот слуга, рече: господаре, твојата мина или твоите 600 грама злато сега стана 6 кила. Еве ти ги. И господарот му рече: ќе те поставам на 10 градови да управуваш со нив. Тој во него виде дека слугата е чесен, дека слугата е одговорен, дека слугата придонесува, и затоа го постави на 10 градови да управува, бидејќи тој беше веќе цар. Тогаш дојде и вториот слуга и рече: господаре, еве твоите 600 грама злато стана 3 кила злато. Господарот беше од него задоволен, рече: над малку беше верен, ќе те поставам над 5 градови да бидеш, да управуваш со нив. Како тие заработиле? Што правеле? Словото не ни зборува, но то овде се гледа дека тие се труделе, се грижеле на разни начини да тоа богатство кој им го дал нивниот господар да го умножат. И на вистина го направиле. Не подеднакво. Не е важно дали работеле еднакво и што работеле, но нивниот резултат е исти. И затоа господарот подеднакво ги пофалува и им дава одговорности. Доаѓа третиот слуга и вели: господаре, еве ти го твоите 600 грама злато, ти ги враќам. Беа скриени во крпа, ги чував да ти ги вратам, бидејќи ти си строг и сигурно може би беше уплашен да не ги изгуби, да не му исчезнат, и сега еве ти ги. Не беше ништо страшно, толку му дадоа, толку си враќа. И тука има уште поинтересни работи, а тоа е каде се другите слуги. Беа 10. Другите 7 воопшто не се ни појавија.
Сега, овде, што можеме да видиме или да заклучиме од таа парабола која Господ Исус Христос ни е дава? Како прво, често пати кога се спомнуват тие две параболи, или посебно таа што е во Матеја, велиме тоа се талантите. Бог дава таланти и секој треба да ги употребува. И затоа најчесто христијаните се кријат за тоа. Јас немам таланти. Немам никаков талент или дар со кој да му служам на Бога. Најчесто христијаните така се кријат. Ама овде јас го гледам другачие малку, поразлично. Према целата таа парабола може да заклучиме дека тоа е спасението. Бог на своите слуги им дава спасение. Бидејќи тоа беа негови слуги. Не беа слуги на некој друг. Негови. И често пати Исус вели моите ученици, моите овци, моите слуги. Нели Исус отиде на небото и ќе се врати како цар. Ќе дојде на земјата како цар. И неговите слуги треба да бидат спремни, подготвени, да го вратат тоа што Господ Исус Христос им го дава. А тој што ја дава? Им дава спасение на луѓето. Им дава да можат да имат дел во вечноста. Што му недостасуваше на овој третиот слуга? Првите двајца беа пофалени, а што му недостасуваше на третиот? Спрема тоа може да видиме дека на третиот му недостасуваше љубов. Љубов кон својот Господар. Во Евангелието од Јована, 3 глава 16 стих, тамо вели: Бог толку го засака светот, што го даде својот единороден син, да секој кој поверува во него да се спаси, да не загине. Бог што ни дава? Тој ни дава љубов. Ја покажа својата љубов на крстот. И сега што бара или што очекува од нас? Да и ние го любиме него. Ако ти на некој човек, комшија, пријател, му позајмиш трактор, својот трактор му го позајмиш, што очекуваш тој да ти врати? Да ти врати рачна количка или можеби некој магаре да ти врати? Што очекуваш да ти врати? Кога ќе заврши работа, да ти го врати тракторот, нели? Тоа е нормално. Бог ја покажа својата љубов и очекува од нас и ние да ја покажеме нашата љубов кон него. Тоа недостасуваше кај тој човек. Ако прочитаме во Откровението, 2 глава, каде што тамо е словото упатено до црквите, и кога тука зборува за Ефеската црква, вели: но имам нешто против тебе. Зашто ја остави својата прва љубов?
Ефеската црква ја оставила својата прва љубов, а тоа е љубовта кон Бог. Спомни си од каде си паднал и покај се и врши ги поранешните дела. Ако не скоро ќе ти дојдам и ќе го преместам светилникот твој од местото негово, ако не се покаеш. А ова го имаш, ги мразиш делата на Николаитите, кои јас ги мразам, кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. На оној што победува, ќе му дадам да јаде од дрвото на животот, што е сред Божиот рај. Овде Словото вели, ја остави својата прва љубов. А првата љубов е кон Бог, кога ние се покајуваме или се наново раѓаме. Таа е првата љубов. Значи Бог очекува од нас љубов. Тој човек покажа дека него сака својот господар. Тој само се плашеше од него, тој пазеше да не сгреши, но него сакаше. А тоа што него сакаше, покажуваат и другите слуги, 7, кои воопшто не се појавија. И тие него сака. И уште нешто, пред господарот да оди да ја земе царската власт, луѓето од градот му рекоа, кажете му дека не сакаме тој да владее со нас. Него сака, а ние знаеме дека Господ Исус Христос, што му кажа фарисеите, книжниците, свештениците? Не ни треба Исус. Тој не е Месијата. Нека биде распнат. Нека неговата крв падне на нас и на нашите деца. Него сака. Така и господарот не беше сакан од третиот слуга и од сите други негови слуги. Немаше љубов во него. А кои беа двете заповеди кои Исус ни ги кажа? Возлюби го својот Бог со сето своје срце, со сиот свој разум, со сето своје тело, со сета своја сила, со сиот свој дух, со се што постои во нас. Ништо да не остане на страна од тоа да го сакаме Бога и ближниот како себе. Љубовта има големо значење во нашиот однос со Бог. Без љубов ништо не обстанува. И ние знаеме кога двајца се зимаат, дечко и девојка, не се зимаат присилно, туку се зимаат за тоа што се сакат. И кога подпишуваат, ги прашуваат дали доброволно се зимате, дали не сте под присила, дали не е тоа целта на некој друг, но вие самите. И сите велат да. Така, без љубов, ништо не обстанува. А ние знаеме каква е љубовта. Долготрпелива, нежна, блага, не бара свое. Ако читаме таму Коринтијаните 13 глава, 14 која беше, таму точно се опишува за љубовта и може да се прочитаме дома, колку е тоа важно. Дури Исус вели, по тоа ќе ве познаат дека сте мои ученици, ако се сакате, ако се љубите еден со друг. Љубовта е основното нешто на христијанството. Бидејќи во другите религии се делата,
а во християнството е љубовта. Што друго му фалеше на тој слуга? Му фалеше почит. Тој него почитуваше својот господар. Тој не го сакаше, а и не го почитуваше. Тој може би за времето додека неговиот господар бил отсутен, ако не работел, ако не печалел за неговиот господар, тогаш што правил? Си живел на свој начин. Така како што тој сака, си правил тоа што си сакал, и затоа немал никаква почит спрема својот господар. Дека неговиот господар има власт, дека неговиот господар ќе бара одговорност, тој не го почитувал како господар. Во Откровението тамо, во втората глава, до Пергамската црква, Словото вели вака: но за неколку работи сум против тебе, зашто имаш таму некои што го држат учењето на Валаам, кој го учеше Валака да ги наведе на грев синовите Израилови, та да јадат жртви идолски и да блудствуваат. И имаш и некои што го држат учењето на Николаитите, кое го мразам. Покај се, ако пак не, скоро ќе ти дојдам и ќе стапам во борба против нив со мечот на устата своја. Кога нешто правиш што не е по волјата на Господарот, тоа не е во ред или немаш почит кон него. Така и таа црква која верува во Бог, внесува и други работи во своето учење или во црквата. Ние не можеме да веруваме во Господ Исус Христос, а да славиме и други личности. Не можеме. Затоа што ние не го почитуваме Господ Исус Христос. Ние славата Негова ја делиме со други. Не е почитување ако ние денеска овде се проповеда Божјето Слово, а ние бараме изговори и не одиме во црква. Тоа не е почитување. Не е почитување ако ние се наоѓаме друга работа, на место да го славиме Бога. Во Стариот Завет Бог јасно им кажа на израелците: ако некој во тој ден, тогаш беше сабота, во саботниот ден, не слави и работи, да биде уништен, убиен. Колку Бог дава значење на тоа да биде почитуван и славен. Може да замислиме. Ако те видат дека ти работиш, требаше да бидеш убиен. Зошто? Затоа што не го почитуваш Бог и не му оддаваш слава на Бог. А ние денеска гледаме христијаните, си седат дома, гледат на интернет, слушат, и тоа е добро, не дека е лошо, но ти да седиш дома, а да не дојдеш овде, е непочитување кон Бог. Ние не можеме тоа да го споредуваме едното со другото. Да ти треба да се слави Бога, а ти го избегнуваш тоа. Дали ти го почитуваш Бог? Тој човек тоа го правеше. Не го почитуваше својот Господар,
си правеше што сакаше, парите ги чуваше. Стоеја. Ама тоа не вредеше. Не вредеше, бидејќи на крајот Господарот му рече, земете го тоа од него. И трето нешто, кое овој човек го немаше, беше послушноста. Послушноста е исто така многу важна, да го вршиш тоа што е волјата на Господарот. Тој доби наредба од него, оди и тргувај. Не му рече оди на плажа, не му рече оди да си купуваш нешто, не му рече оди јади, пи, уживај, но му рече оди и тргувај со парите. А тој не го послуша. Што тоа треба да значи за нас денеска? Послушноста. Дали ние имаме таква наредба од Бог, од Господ Исус Христос? Дали ние, како христијани, како нановородени, треба да си седиме дома, да се криеме, да си правиме тоа што сакаме и ништо да не вршиме? Дали е тоа целта на Господ Исус Христос? Кога Исус се делеше од своите ученици, што им рече? Одете по цел свет и проповедајте го Божјето Слово. Тие добија јасна задача и цел да го проповедат Божјето Слово. Тоа денеска останува и за нас. Секогаш да го проповедуваме Неговото Слово. Секаде, каде и да одиме. Од нас не се бара да одиме ние во Африка, во Азија или било каде. Но овде каде се движиме, да го проповедаме Неговото Слово. А зошто? Словото ни вели, вие сте што? Светлината. Вие сте светило. А каде стои светилото? Вели на високо. Тоа е што сакав да го споредам со петелот. Каде се качуваше петелот? На високо и да пее. Така треба и ние, христијаните, да стоиме на високо, не да бидеме скриени, но да бидеме на високо и да светиме со нашиот живот. Тоа што е скриено, тоа не се гледа. Се крие за да не се знае. Но кога е нешто на високо, сите ќе го видат. Ако ние нашиот живот го поставуваме на високо, тогаш сите ќе не гледат и сите ќе уперуваат со прст кон нас. Вие сте солта. Ако солта не се употребува, посебно жените кога прават манџа, ако во јадењето не стават сол, децата, па и ние ќе речеме, не е сладко. Не е вкусно. Затоа што солта дава вкус. Ние, христијаните, треба да го дадеме вкусот на овој свет. А кој е вкусот на овој свет? Вистината. Ние треба да ја зборуваме вистината. Во овој свет многу се шири лагата. Се зборува постојано во лага. Се убедуваат луѓето со лага. А ние сме тие кои треба да ја зборуваме вистината. И да кажеме што е вистина во овој свет. Бог од нас тоа го бара. И нема да биде задоволен ако ние се криеме. Нема човек кој може да каже јас не знам што да правам.
Еве, јас сакам да му служам на Бога, ама не знам што да правам. Така рече тој слуга. Господаре, се плашев, не знам да не ги изгубам. Господарот што му рече? Дај го на трговците. Тие ќе работат со него. А кога ќе дојдем јас, од нив ќе си го земам богатството. Така и ние како христијани. Ако не знаеме што да правиме, дајте го на трговците. А кои се тие трговци? Имаме одговорни, имаме проповедници, имаме најразлични служби во кои можеме да се уклучиме или да не насочат што да правиме и како да правиме. Оправдања немаме никакви. Секогаш самите треба да бараме како да му служиме на Бога. Не треба да чекаме некој нас да не натера, сега ти тоа треба да го правиш. Ние самите треба да бараме што треба јас да направам за Бог. И во црквата, и во селото, и во земјата. Ние треба да бидеме од корист. Ако не бидеме од корист, тоа ќе ни биде одземено. Или нема да влеземе во небесното царство. Ако спасението се добива по милост, ама ние треба да докажеме дека сме лојални, послушни на нашиот Бог. И за крај, што се случи со другите слуги и со народот кој беше против царот? Што беше за нив решението или наградата? А оние мои непријатели, што не сакаат да царувам над нив, доведете ги тука и погубете ги пред мене. И во другиот пример, за тоа велам се надополнува, таму вели за тој третиот слуга, кој ништо не донесе, вели, земете го од него, а него фрлете го во крајната темница, каде ќе биде плач и крцкање со заби. Значи, сите 8 слуги и сите оние граѓани кои не веруваат во Господ Исус Христос ќе бидат фрлени во огненото езеро. Затоа, драги браќи и сестри, нека сериозно да размислуваме. Многу сериозно да размислуваме. Да не си играме со нашето спасение, со нашата вера. Да не си мислиме дека јас верувам и тоа е доволно. Денеска сите веруваат. Бог бара одговорност од нас. Бог бара спремност од нас. Бог бара да вршиме во Негово име, бидејќи Тој не е овде. Кога беше Исус на земјата, Тој вршише. Но кога се отиде, сега ние треба да ја вршиме таа должност. Да си го најдеме местото. Каде ние, во црквата, во селото, секаде каде можеме да делуваме. Можеме да се организираме. Можеме да си помагаме како да успееме да работиме, да не се криеме дома и да не бидеме, со други зборови ние велиме, кукавици. Како што кукавици се крие, така и христијани има кои што се кријат дома, не излегуват на виделина. Нека да размислиме сериозно за нашата вера, за нашето спасение. Времето е последно. Исус зборуваше бидејќи знаеше дека ќе биде предаден, знаеше дека ќе биде обвинет, ќе биде суден, ќе биде мачен и ќе биде распнат. И затоа тој ги даваше тие примери да ние знаеме и сме спремни за воиднина. Нека Бог да не благослови и да не води во нашиот живот. Нека да се исправиме и да му благодариме. Татко Небесен, Ти благодариме за Словото кое ни го даваш.
живо слово. Како пред 2000 години, така и денеска, со исто значење, со иста сила, со исто поучување, со исто охрабрување, и тоа да знаеме каде сме и што ќе се случи со нас. Господе, Ти постојано велиш, бидете спремни, бидете подготвени, зашто не знаете во кој ден ќе дојде Господарот. Татко Небесен, давај ни мудрост, за да знаеме како да се однесуваме, како, Господи, да те прославуваме, како да го величиме Твоето име, како на луѓето да им кажеме за Тебе и да ги донесеме нашите плодови. Да се огледаме на тој слуга кој неуморно работеше, на тие слуги кои си го дава своето време, својот живот, за да придонесат за Тебе, Господи. И нивниот благослов беше голем. Да, Господи, 10-кратно се зголемуваше нивниот труд. Татко, Ти сакаш и ние така да работиме за Тебе, да се трудиме. А Ти ќе го благословиш тоа и Ти ќе го употребиш за Твоја слава. Господи, се предаваме во Твоите раце. Води не Ти. Води ги нашите мисли, нашите срца. Да не лутаме по овој земен живот, бидејќи скоро ќе сврши. Овој живот ќе пропадне, се ќе биде уништено. Сета слава ќе отиде и еден ден ќе застанеме пред Тебе. Тогаш ќе сватиме дека нашиот живот залудно сме го живееле и залудно сме го потрошили. Ти ни даваш дар, спасението и животот за Твоја слава, не за наша слава. Ти го даваш да го посветиме на Тебе, не на нас. И Твоите ученици кои беа со Тебе, својот живот го посветија на Тебе. Можеа да си го посветат на себе, но тие го посветија на Тебе за тоа што знаеа дека Ти ќе се вратиш и ќе бараш одговорност. Господе, благослови не, води не и управувај со нас во идните денови. И Господе, нека да Те славиме и да го величиме Твоето име. Те молиме во името на Исуса Христа. Амин. Сега ќе испееме песната број 286. Пламни Ти, о срце мое, 286 број. Oh
бидејќи децата ги нема. Нема да имаме стихче. Сакам само да ви најавам две работи. Едната е следната недела ќе имаме Господна вечера. А втората е, ние, може би сите знаете или сте чуле, дека во Србија, тамо во црквата во Падина, изгоре црквата. Се случи несреќа и изгоре црквата и сега барат помош да се помогне на таа црква. Тука од Македонија гледам собираат по едно диско за тамо за црквата. Така одредиле, па може и ние следната недела, ако сакате, тоа диско да биде соберено, кој колку сака да даде за помош за црквата во Падина. Па ќе видиме колку ќе биде, дали ќе биде доволно, малку или многу, тоа после ќе видиме. Но како ви срцето дава, така ќе дадете. Нека Бог го благослови тоа, бидејќи кога стануваат такви несреќи, ние знаеме дека е тешко, никој тоа не го очекува, не се припрема и во еден момент настануваат такви последици. Затоа да се припремаме за следната недела и за едното и за другото и нека Бог да не благослови, да не води, да не чува, да управува со нас, да ни дава мир, радост, љубов, здравје и сили, одново да се собираме и да го славиме Бога. А сега за крај ќе се исправиме и ќе испееме песната број 400. Јас бев во светот и барав некој. Јас бев во светот и барав некој, кој ќе ме чува некој ден. Идете тогаш го најдов Исус, јас среќен сум за секогаш. Исус е сонце, вистинско сонце, ме прави среќен во овој час. Ми даде живот вечен на него. Јас среќен сум за секогаш. Јас ке го славам и ке го хвалам. Исус ме чува ден и ноќ. За мене тој е најдобар другар. Јас среќен сум за секогаш. Исус е сонце, вистинско сонце, ме прави среќен во овој час. Ми даде живот вечен на него. Јас среќен сум за секогаш.
може да седнете, службата е завършена.